вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Овој петок започнуваме со рекапитулација на американската економија според владиниот извештај објавен утринава. Американската економија забележа пад со темпо од 1% во периодот меѓу април и јуни, показател дека најлошиот дел од рецесијата можно е да е завршен. Во прелиминарен извештај на одделот за финансии се наведува дека е забележано подобрување во бруто домашниот производ, споредено со падот од 6,4% во првиот квартал од 2009 година. А извештајот доаѓа како дополнение на неодамнешниот коментар на претседателот Обама дека американската економија се стабилизира. Тој сепак истакна дека загубата на работни места и натаму е огромен проблем. Американскиот Space Shuttle Endeavour се врати на земјата и што туку слета во Space центарот Кенеди во Флорида по двонеделна мисија на меѓународната вселенска станица. Додека шаталот беше на станицата, бројот на популацијата таму порасна на 13, најголема цифра во историјата. Инаку мисијата вклучи 5 вселенски прошетки и инсталирање на нова платформа. Американскиот претседател Барак Обама вели дека четвртокот попладне имал пријателска, полна со размислување средба во градината на Белата куќа, каде ги покане на пиво универзитетскиот професор Хенри Луис Гейтс Джуниор и полицискиот наредник Джеймс Кроли. Овие две лица деновиве се во центарот на мощна жива расна дебата во САД. Обама во изјавата им се заблагодари на професорот на Харвард Гейтс, инаку црнец, и наредникот Кроли, кој е белец, за тоа што се согласиле да се сретнат во обид да го надминат спорот. А во Афганистан, во тек е офанзивата против Талибан, но борбата против опиумот се покажа подеднакво тешка. Провинцијата Хелманд во Јужен Афганистан, фокална точка на тешки борби на британски и американски сили против бунтовниците. Хелманд е упориште на Талибан. Но тоа е и местото каде повеќе од половина од опиумот во државата се одгледува. Афганистан произведува над 90% од светскиот опиум, што потоа се шверцува преку граница за на крајот да биде продаден како хероин. Досега напорите беа насочени кон искоренување на афионските полења. Но Пол Бурк, политички директор во Меѓународниот совет за безбедност и развој, вели дека со тоа само се оштетуваат фармерите, кои немајќи веќе приходи, се принудени да се приклучат на бунтовништвото за да го издржуваат семејството. Се ослободувате од некои десетина хектари со афион. Други 10 хектари наскоро изникнуваат на друго место, а во меѓувреме сте создале уште 50-100 подготвени регрути за бунтовништво, вели тој. Обединетите нации проценуваат дека бунтовниците заработуваат до $400 милиони годишно од опиум, со што се финансира нивната способност за борба. Опиумот лесно се пренесува преку порозните афганистански граници. Овој камион што туку влезе во Иран. САД и сојузниците ги охрабруваа фармерите да одгледуваат алтернативни култури, жито, калинки и друго, но тоа не донесе запирање на култивацијата на афион. Новата американска политика сега се фокусира на спречување на опиумот да го напушти Афганистан, со цел да не се казнуваат обичните фармери, туку да се прекинат снабдувачките линии и конечно опиумот да се направи безвреден. Бројот на бездомни семејства во Соединетите Американски држави расте. Едно од местата со најголемо зголемување е Вашингтон, главниот град на САД, 15% само за последнава година. Ова се припишува на економската криза, но и на скапотијата на животот овде. Во приложение ќе зборуваме за овој проблем. Ова се највидливите од сите бездомници, сами мажи и жени кои одбиваат да одат во засолништа. Деновите ги минуваат во јавните паркови или на улица. But how was school today? It was great. Do you have homework? Самохраната мајка Моника Вокер ги зема децата од училиште во Вашингтон. Ова семејство е едно од многуте што овде немаат дом. Моника Вокер со 4 деца се бездомни веќе 2 години. Во 2007 таа ја загубила работата и станот заради зависност од дрога. Сега се обидува да си го среди животот. Живее во еден од транзиционите апартмани на групата Заедница за надеж.
I have something I can call mine now. Знам дека е привремено, вели таа, но сега имам каде да одам. Можем да им кажам на децата, одиме дома. Okay, let's go home. Локалната непрофитна организација и помогнала на Моника со третмани за зависноста. Наскоро, незиното семејство ќе се пресели во 3-собен стан во Вашингтон. Кога живеете во засолниште, никогаш немате пари, живеете од ден во ден. Оваа програма ви помага да станете независни и да заштедите нешто. Кели Свини Мекшейн е директор на организацијата. Таа вели дека имаат 200 до 300 семејства кои чекаат на транзицијско сместување. Но вистинското решение е тие да имаат траен дом. Right now we are almost full. А дотаму патот е долг. Мајкл О'Рурк е раководител на засолниште за бездомници во Арлингтон, населба во близина на Вашингтон. Вели дека видел 25% зголемување на бездомни семејства и веќе нема место за нови. Тие даваат сместување, но имаат и курсеви за жителите што ќе ги оспособат за живот и работа. Им даваат неопходни вештини за осамостојување. Работата на оние што им помагаат на бездомните добива посебен поттик од успешните приказни. Дона Метус е една од нив. Таа со синот живее во двособен стан со намалена кирија. Во септември ќе почне училиште за планирање настани. Вели, никогаш веќе нема да биде бездомна. Во понеделник во Newsflash. НАТО во транзиција. Што ќе донесе смената на врвот? И тоа беше се за оваа емисија Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска, ве поздравувам од студиото во Вашингтон. Посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.